што е хукум за оној што е екстремен за тебдија. Опасноста од брза осуда на бидат без доказ. Ова имам земано од книгата на учењаците, ќе го читам што велат учењаците, не јас, него тие што велат за оваа опасност. Луѓето велат во осудата на бидатот се поделени во два екстремни правци и еден среден пат. Првиот правец ги вклучува оние кои апсолутно го негираат бидатот. Значи тие велат немаат бидат. Секое добро дело што го чини што од вера. Дали го имаат правено пратење, некој не го имаат правено пратење, значи кај ними немаат бидат. Првиот правец овој е погрешен. Велит после додека другиот правец ги представува оние кои претеруваат во осудата на бидатот без никакви докази, осудувајќи го секој што прави грешка без да ги земат предвид условите и пречките. За да го нарекуваш некого за бидачија, треба да ги видиш условите и пречките, да ги имаш во предвид. Дали ги исполнит условите и дали имат пречки што спречуваат за да го нарекуваш за бидачија. После, двете страни се оддалечени од вистината, вели. И паѓаат во заблуда. Кој? Оние што го негираат бидатот скроз, немаат бидат, веле. Тие секое добро дело е од суннетот. И овие другите што не ги земе во предвид условите и пречките. После, вистината пак е оние што го следат ахлус сунна вал џамаа, средниот пат. Бидејќи тие ја потврдуваат осудата на бидатот, ова е одговор на првата група, тие што го негираат. Но со јасни правила и услови, што е одговор на втората група, тие што претеруваат. Тие во ова прашање се на патот на Куранот и на сунетот, значи средните, како и на трагите на претходните генерации на муслиманите. Затоа тука ќе спомнам некои опасности што се поврзани со брзото осудување на бидат без доказ, бидејќи ова е она што е важно во ова тема. И ова што ги спомнам сега овие точките ги имаат спомнат учењаците, не јас, Ибн Уthaymin, Фаузан и другите. Првата точка велит, осудата на бидат без право значи лажење против Аллах во неговото судење. Осудата на бидат без право значи лажење против Аллах во неговото судење. Како што рекол Шејх Ибн Уthaymin, рахимахуллаху таала, не е дозволено лесно да се осудуваат луѓето за неверство или пак фиск, нарече дека тој е фасик, значи излезен од покорноста на Аллах субхану ва таала, без доказ, бидејќи тоа носи две големи опасности. Првата, лажење против Аллах во неговото судење. И ова што се кажува за ова, велит Ибн Уthaymin, за куфр или за фиск, се кажуваат исто и за бидатот. Значи, ова е првата опасност. Втората е, осудата на бидат без право е зборување за Аллах без знаење. Како што вели Ибн Уthaymin, рахимахуллаху таала, не е дозволено некој да донесе пресуда дека некој е неверник, бидејќи тоа е говор за Аллах без знаење. Аллах субхану ва таала во сура Араб велит, кажи, на вистина мојот Господ ги забранил срамните дела, она што е јавно и она што е тајно, и гревот, и угнетувањето без право, и да не правите ширк со Аллах во нешто за некое што не испратил доказ и да не зборувате за Аллах она што не го знаете. Аллах субхану ва таала велит, немојте да му се приближите на она што немате знаење. Затоа што на вистина слушањето, гледањето и оние што ги криете во вашите срца, ќе бидете прашани кај Аллах субханаху ва таала. Па како што се кажува за куфрот, исто се кажува, велит, и за бидатот и фискот. Да каже за некого дека е фасик. Третата опасност, во тоа има, велит,
клевета и лажни обвиненија против оној кој е прогласен со таков опис. Како што рекол шејх Ибн Уthaymin, рахимахуллаху таала, велит, прашањето за прогласувањето на бидат или куфр не е за секого. Туку тоа припаѓа на специализираните учените, значи учењаци, кои ги применуваат правилата на соодветните места. Ова се правила кои ние ги следиме, но ако го правиме прогласувањето на куфр или фиск или бидат, велит, без правила, дури и да се осветиме или да го нанесеме штетата на другите, тоа ќе се врати, велит, против оној што го кажал. Поради зборовите на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, кој му прогласи куфр на својот брат или му рече о непријател на Аллах субхану ва таала или о грешник, и ако тој не е таков, тоа ќе се врати против оној што го кажал. Затоа, велит, ова прашање е многу сериозно, ова месела. И секој треба да се чува од тоа. Четвртата. Прогласувањето на бидат без право води до поделби и распарченост. Знаете колку е опасно? Како што рекол шејх Салих Ал-Фаузан, ние не прогласуваме луѓе за бидачи освен ако ни се потврди дека тоа што го донеселе нема доказ од книгата на Аллах и на суннетот на неговиот пратеник салаллаху алейхи ва селем. Или ако учените луѓе го прогласиле тоа за бидат. Ти можеш да кажеш, сега те учиш, што можеш да кажеш ти? Ти можеш да кажеш, велит, учените рекоа, учењаците рекоа дека ова е бидат, но да пресудиш без потврда, без увид и без враќање на зборовите на учените, тоа е голема грешка. Ова предизвикува разделби помеѓу муслиманите, раѓа непријателство меѓу нив и создава многу штети, а исто така предизвикува лошо мислење помеѓу луѓето едни за други. Свативте? Значи, брзување на теб дие да му кажеш на некого дека е бидаџија, што однес вид имат уште. Петата, 9 имат. Прогласувањето, зашто овде застанам повеќе? Зашто овде е многу битно за младите денеска. Зашто се проширвет разни во YouTube излегвите се изборуваат. И ја тумачи верата како тој мислит. Верата, 100 пати имам кажано јас, верата не е со емоции. Не е со емоции. Верата е со докази. Верата е со милост. Така вели Аллах субхану ва таала, јас кога објаснав овде сведоштво на верата, што реков? Милоста е пред кого? Пред знаењето. На која земја се стават знаењето? Ова се зборува за срцето, не за земјата, него така го кажат учењаците. Земјата што имат милост. Срцата што имат милост, тука ќе останви знаењето. Срцата што немаат милост, имат ароганција и имат, значи, имаат жештина натре. Тие не може да остане тука знаењето. Аллах субхану ва таала на пратеникот салаллаху алейхи ва селем срцето му го исчисти од све од овие. Зато посланикот салаллаху алейхи ва селем беше милостив и беше благ према народот. Ако беше тој оштар, никој немаше да прифати вера до ден денеска. Зашто Аллах субхану ва таала, ако сакаш да ти дај берекет во твоето знаење, треба срцето да во твоето срце да има милост. Да ја гледаш другите подобри од тебе. Да ја гледаш другите подобри од тебе и да имаш жал за ними ако грешат негде. Не да ја вреđаш и да ја псуеш. Него да се моли за ними. Аллах субхану ва таала да ги упати.
Možda и ти си биден до вчера таков. Ако Аллах субхану ва таала ти даде денеска нешто, немој да мислиш дека ти си над ними, над све. Не. После петата вели прогласнувањето на бидат без право е од големите гревови. Од најголемите гревови. Од Абу Дер радијаллаху таала анха вели се пренесвит дека пратеникот салаллаху алейхи ва селем рекол: кој ќе му каже на некој човек дека е неверник, или ќе му каже непријател на Аллах, или тој не е таков, тоа ќе му се врати назад на оно што го кажа. Вели Шејх ибн Уthaymin рахимахуллаху таала, во овај хадис има доказ дека ова е од големите гревови, затоа што посланикот салаллаху алейхи ве селем го заканил овој што рекол дека ќе му се врати него тоа што го кажува. Значи од големите гревови. Шестата, ова води до тоа да паднеш во она што му приписуваш на братот. Аллах субхану ва таала тебе ќе те предбидаџи ако не е тој таков. А тебе не ти се знајте. До пред смртта како ќе бидиш. Немаш гаранција дека ќе умираш во суннет. Па ако некого го вреđаш без право му велиш ти си бидаџија, велет учењаците, ти ќе паднеш во она. Аллах субхану ва таала тебе ќе те прави. Како што рекол Шејх ибн Уthaymin рахимахуллаху таала, не е дозволено да бидеш опуштен во прогласувањето на куфр или фиск или тебди, затоа што тоа носи две големи опасности. Едната ја кажавме во почетокот, да зборуваш за Аллах со незнаење и да лажеш за Аллах субхану ва таала, а една од нив другата, значи е опасноста да паднеш во она што му го припишуваш на братот, ако тој е чист од тоа. Погледај Ал-Каваидул Муthла, страна 86. Како што рекол Шејх Салих Ал-Фаузан рахимахуллаху таала. Зошто јас ги читам вака, можев да кажам накратко, да ти кажам дека не се моите зборови овие, него од големите учењаци како Уthaymin, Бин Баз и другите големи учењаци. Вели Шејх Салих Ал-Фаузан, една од етиките на студентот на знаењето, оно што бара знање, е да не брза со донесување пресуди. Особено кога станува збор за опасни пресуди. Затоа што пратеникот салаллаху алейхи ва селем рекол, го кажавме хадисот 100 пати, значи, оно што му каже на својот брат тој што не е, го прогласува за куфр или нифак, или му вели непријател на Аллах субхану ва таала, ќе му се вратит него ако не е така. Велит, ако лицето за која се зборува е заслужно за тоа, се е во ред. Но не, ако не е така, велит, тоа ќе се врати на оној што го кажал и тој ќе стане неверник. Ќе стане неверник, велит Салих Ал-Фаузан. Ако му велиш на еден брат, ти си неверник, а тој е верник, ти ќе станеш, велит, неверник, на крај. Ти ќе станеш грешник или непријател на Аллах. Аллах да не чува. Значи, ова е многу сериозно. Седмото, прогласнувањето на бидат без право е знак на фитна и шер. Знак на фитна, искушенја и шер, лошо. Како што рекол Шејхот Салих Ал-Фаузан. Во ова време, и особено меѓу младите, и меѓу некои муслимани кои не ја познаваат вистинската суштина на исламот, се појави прекумерна или прекумерен ентузијазам на места каде што не е на место. Многу имаат мотивација да зборуваат куфр, тебди, тефсик, ова, он, ентузијазам голем. Младите вријат однатре. Кај нив се појави, велит, феноменот на прогласување куфр, фиск, бидат, и стана, велит, нивна главна занимација во сите аспекти на животот. Како што се барање на недостатоци, нивно откривање и ширење. Така што стануваат познати. Тие не се познати, овие младите ги прошируваат од барање, истражување, за да истајат нешто што џомти оđиви не го знаат,
и овие да го прошират, овие имаат научено суннет. Овие не го знаат суннетот, овие го знаат и проширват некои месели, ајде, уџу му даваат на дебата на Facebook, ова, не е од оние. И не дека го имат за Аллах, субхану таала, него да бидат познати. Да стани тој нешто, дека го следи сунетот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, велит, ова е знак на фитна и шер. Аллах го молиме да и чуваат муслиманите од ова лошо, вели. Осмата. То доведува, вели, до пролевање крв, поделби и омраза и распарчаност на заедницата. Шех Абдусалам Ал-Бурџис, рахимахуллаху таала, вели, што се однесува до прекумерната строгост во оценувањето на луѓето. Тоа е надминување на границите во прикачувањето на пресудите за неверство, иновација или пак фиск. Значи бидаџија да кажуваш или пак да кажуваш дека си фасик. На вистина, вели, првиот вид на прекумерност во умметот е тоа што се случи кога хавариџите ги оценуваа муслиманите и муслиманските владари како неверници. После, велит, ги исфрлае од исламот. Како резултат на нивното дејствување следуваше пролевање на чиста муслиманска крв, распраченост на заедницата и ширење на омраза и нетрпеливост меѓу муслиманите. Слично може да се каже за неправедното прогласување на бидаџија. Да кажува за некого бидаџија со неправедно. И за фасик. Бидејќи тоа води до поделби и омраза, а е и патот, велит, за неправедно прогласување за неверници. Ако ќе му кажеш на некого бидаџија и не е тој, така, ова му отварат пат, вели, да одиш уште повеќе, подлабоко, да го прогласуваш како неверник. Аллах да не чуваат. Дош после ти не можеш да ја разликуваш бидатот што го чини тој и можеш да мислиш дека тој бидат што го чини тој е куфр, излегвење од вера, и ќе го прогласуваш како неверник. Ова е опасноста на брзување на тебдија. После, велит, деветата, и ова е последната, велит, дека прогласувањето за бидаџија или иноватори без право бара дисциплински казни, да имат исламска држава во што треба овие да ги казнат, да ги дисциплинираат. Факихите на ханефиите, мезхебот ханефи и хамбелиите, сметат дека треба да се казни оној што невиниот го обвинува како припадник на бидаџиите или бидатите. Ова од факихите, и ханефиите, и хамбелиите. Од тоа се вели од страна на Ибни Нуџейм Ал-Ханефи, рахимахуллаху таала, велит, кај нас не е скриено дека реченицата ја рафиди, о рафидија, е како да се каже о неверник. Без право, ако е. Велит, или о бидаџија, или о неверник, или о бидаџија, вели, треба да биде казнет овој човек. Треба да се казнуваат. После, велит, во објаснувањето на Ал-Хаскафи се вели и оној што прогласува о неверник, о мунафик, о рафиди, о бидаџија, треба да биде казнет. Исто така велит Хаџауи Ал-Хамбали, рахимахуллаху таала, и оној што вели о неверник, о мунафик, о харури, хаваридж, хариџија, велит о фасик, о рафиди, треба да биде казнет. Значи, ако има исламска држава, овие што брзуваат на тебдија, треба да се казнет. И тоа зависи како одлучуваат владарот за ними, каква казна одлучуваат. Пошто во шеријатот немат конкретна казна за ними, него владарот одлучи како да се казне. Значи, опасно е да се брзува во тебдија. Зашто од несвит мој да донесвит до убиење, омраза, како што читавме,
до сега, Allah да не чуват од тоа. И неговото казнува е зашто? Затоа што вели тој нанесува болка на муслиманот, ја навредува неговата чест преку обвинување за нешто за што е невин. Тој е чист. Зато се казнува.